Почитувани гледачи, добар ден, краток преглед на вестите во 15 часот. Министерот за здравство Армен Таравари денеска соопшти за состојбата на повредените во пожарот во Кочани, што се лечат во земјава и во странство. 5 пациенти денеска се испишани од домашните болници, а продолжи враќањето на пациентите од странство. Денеска има 5 исписи на пациенти кои што се во подобра состојба и одат на домашно лекување. Значи ќе останат денеска во болниците во Скопје, во сите и клинички центари, двете градски болници, вкупно 16 пациенти. Вкупно надвор од државата денеска има 89 пациенти, бидејќи двајца се враќаат плюс денеска, еден од Литванија, еден пациент и еден пациент од Шведска, кои што повторно ќе бидат примени во болниците од кај што се испратени, ќе бидат прегледани 24 часа како е по протокол, ќе бидат задржани и после тоа најверојатно утредента ќе бидат пуштени. Денеска добиваме, односно вчера навечер добивме информација дека повторно овие 4 пациенти се релативно во тешка состојба. Така да ќе видиме повторно, ќе ве брифираме за се што добиваме како информација од нашите амбасади, па и од болниците директно што ја води комуникацијата Министерството за здравство. А во Штипската клиничка болница е отворен центар за рехабилитација на повредените во трагедијата во Кочани. Со хидротерапија, електропроцедура и кинезитерапија ќе може полесно да се опорават од повредите. Одделот за физикална терапија, кој работи во состав на Штипската клиничка болница, подготви 50 болнички кревети за стационарно лекување на повредените во трагедијата во Кочани. Пациентите почнавме да ги приемаме од пред ден-два, а сите капацитети во клиничка болница Штип, тоа се 50 легла стационарни и капацитетите на одделението за физикална терапија при јавна здравствена установа општа болница со проширена дејност Кочани се ставени во функција. Потешките случаи ќе се лекуваат стационарно кај нас и дел во болницата во Кочани. Со хидротерапија, електропроцедури и кинезитерапија ќе може полесно и побрзо да се опорават. Принцип, пациентите се со тешки изгореници и контрактури, но имаме голем дел пациенти и со фрактури и со ампутации. Таму ќе имаме целосно рехабилитација на скршениците и изгорениците, но и вежби за дишење кои се дел од рехабилитацијата на пациентите со изгореници. Ние веќе имаме обучен кадар, физиотерапевти, кои ги знаат вештините на вежбите за дишење. Колегите за време на короната имаат специјални обуки за вежбите за дишење, кои ќе ги применуваме и сега. Доколку има потреба, ќе се ангажираат и лекари од другите здравствени установи во државата. Костадинов со препорака до пациентите со изгореници да не користат мелеми на своја рака, туку да се упатат во медицинските центри за рехабилитација, каде ќе добијат соодветна здравствена услуга. За Сител, Траен Ристовски. Претеничката група на ВМРО ДПМН е по скратена постапка го менува законот за јавен ред и мир, со што се става ред за употреба на пиротехничките средства во затворен простор. СДСМ пак бара владата да го поништи тендерот за анкети и оценка на медиумите и парите да ги пренамери за Кочани. Се заострува регулацијата за приредување огномет, факелијада и слични приредби на кои се користат експлозивни материи. Се заоструваат и казните за правни и физички лица кои ќе ги прекршат одредбите од овој закон. Дел од казните се двојно повисоки, а за некој законот предвидува и притвор. Преку ова законско решение ги прошируваме и надлежноста на полицијата. Механизам преку кој ќе овозможиме поголема контрола при користење на експлозиви, како и побрзо и поефикасно спроведување на овој закон. Власта манифестира безчувствителност и расипништво во време кога граѓаните едва и врзуваат крај со крај и се во колективна тага. СДСМ бара почитувани итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание и тендерот за анкети. Тие пари, заедно со 400.000 евра предвидени за анкети, да се дадат за помош на семејствата и граѓаните на Кочани. Сега е време за солидарност и одговорност, а не за мерење рейтинзи и за пропаганда. Во пресрет на судскиот процес за трагедијата во Кочани, како и бројните судски процеси во кои е неопходно вешточењето, повеќе од 300 експерти од 16 области ги споделуваат своите искуства во областа на вешточењето, но и добија насоки како да се стекнат со лиценци.
Ова е прва почетна обука за вештаци. Јас сум прилично изненаден од бројката на интересенти. Денеска имаме повеќе од 320 луѓе кои што сакаат да слушаат оваа обука. Дел од нив се вештаци со повеќе децениско, да не кажам искуство, а дел се нови кои што за прв пат влегуваат во оваа дејност. Тоа се кадри кои што во нашата земја постојат и кои што се интересираат понатаму да влезат во светот на вештаците. Тоа е многу важно за нашата држава, бидејќи на тој начин, поготово со вака организирани обуки, ќе можеме да го подигнеме нивото на квалитет и квалитетот на вештите наоди, со тоа ќе го овозможиме сите судски и сите управни постапки да одат многу побрзо и многу поквалитетно. Очекуваме и понатаму да има интерес. Се разбира, не имаме законска потреба тоа да го правиме најмалку 2 пати годишно, со тоа што исто така имаме потреби од континуирани обуки по сите области. Во нашата земја постојат 16 професионални одделенија со многу подобласти, бидејќи само 9% од вештаците се во делот на правната регулатива, сепак остатокот од областите тоа не го разбираат, а потребно е за нормалните судски и управни постапки кои што се во тек и кои што и понатаму ќе следат. А пред собранието се одржа протест на движењето кој е следен, од кој се побара правда и одговорност за трагедијата во Кочани. Во однос на случајот Пулс во Кочани, нашата иницијатива, разбирливо, има дилеми дали институциите и правосудните и државните ќе спроведат правдата на достојно ниво. Па поради тоа бараме транспарентно и целосно да се објави документацијата поврзана со работењето на клубот Пулс од 2012 година до денес. Предлагаме да се оформи граѓански сервис е-инспекторат кој ќе овозможи транспарентно работење на сите инспекторати во државата, со што секој граѓанин ќе може да има увид кој објект и локал бил подложен под инспекцијски надзор, а кој не. СДСМ бара одговорност за излевањето на цијанид, хаваријата во рудникот Ораница и другите опасни материи кои што се излеа во водите на Крива река. Од партијата апелираат инспекторатот да бара одговорност од сите. Затоа СДСМ денес јавно бара темелна и итна истрага за целиот случај утврдување кривична одговорност. Итно испитување на сите реки и води кои се во допир со водите од Крива река, вклучително и делови од Чинја и Вардар. Потенцираме и укажуваме дека можеби храната која јадеме е под ризик. Објава на сите инспекцијски извештаи поврзани со рудникот Тораница. Оставка од пратеникот Емил Спасовски кој свесно ширеше дезинформации и ја минимизираше катастрофата. Одземање на еколошката дозвола на Булмак 2016 поради сериозни и повторени прекршувања. Од ВМРО ДПМН пак велат дека институциите на државата веќе изрекле казни од 200.000 евра, а рудникот треба да преземе мерки од интегрираната еколошка дозвола. Институциите на државата веќе изрекле казна од над 200.000 евра. И секој што ќе загрози животната средина, ќе се соочи со санкции без исклучок. Истовремено, издадено е решение со кое се задолжува рудникот да превземе мерки од интегрираната еколошка дозвола за да направи проценка од страна на надворешни стручни лица во определен рок. По добивање на резултатите, доколку има проценета штета на животната средина од страна на Државниот инспекторат за животна средина, ќе се поведе соодветна постапка согласно законските регулативи. За крај на овие вести, информацијата дека утре почнува летното сметање на времето, имено стрелките на часовникот во 2 часот по полнот ќе се поместат за 1 час напред, односно на 3 часот. Со тоа недела, 30 март, деноноќието наместо 24 ќе има 23 часа. За сега обидите за укинување на летното и зимското сметање на времето се неуспешни, иако во 2016 година Европската унија покрена иницијатива за да се одреди едно време кој ќе биде унифицирано за сите држави на континентот, но тоа за сега не се реализира. Пообедно издание на вестите гледате за помалку од 1 час во 16